кои веќе се таму објавени, обично оди тоа утрешниот ден. Значи утре во петок сигурно ќе биде пред 12 објавено. Бидете на мјут кога не зборувате, јас веќе слушам фонија кај некој од вас, така да тоа помага за по, да кажам така, смуз да ни тежи презентацијата и исто така да може да се слушаме подобро и појасно. Ке ве замолам да не користите лажни имења за учество во работелницата. Некој има тука со такви имења, меѓутоа тоа е за нас, затоа што сакаме исто така и тоа се поврзува со второто, да доделуваме работилници за 10% работилници, за сите тие што посетите. Колку некој од вас е многу близко до тоа. Ако сакате нешто да кажете, кренете го виртуелното раче, доколку процениме дека пристано се однесувате, ќе бидете отстранети. Океј, и сега сакам да кажам збор за ПХВ циклусот, каков беше и каков е сега. ПХВ програмата е наменета за млади повеќе од 20 години. Од нејза има различни бенефити, меѓутоа за да знаете подобро како таа се одвиваше, се случуваа неколку работилници во цела Македонија, во сите организации во Македонија, и по тие работилници младите стекнуваа различни способности и вештини, за да може понатаму да ги применат во терен. После поминување на тие работилници, тие работеа мали проекти. И на годишно ниво секогаш имавме до некаде 150 проекти. Сите од нив наменети за заедницата, не знам. Стануваше збор за реновирање на куќи, за учење курсеви, за описменување дури на луѓе, за јас лично сум работел мајки, сум ги продавал преку ПХВ програмата како волонтер. Меѓутоа сето тоа се смени. На крај ние дури имавме и одење во струга во работилниците. Некој од вас можеби знаат за тоа што тие се прилично познати во сите млади волонтери во Црвениот крст. И меѓутоа бевме присилени на некој начин да кажам од короната, затоа што сигурноста е многу важна, така да ПХВ премина во онлайн циклус, со тоа што одлучивме да биде така, поради сигурноста како што кажав, меѓутоа сепак програмата да опстане додека сето ова не помине. Според тоа одлучивме да имаме неколку онлайн работилници, циклусот премина во онлайн верзија, па ќе имаме некаде 40 работилници од 24 инструктори, секој четврток во 18 часот, денес е 7-та обука, од различни теми, од анксиозност, избирање на позитивни вредности, па јавно говорење, па следат и многу други како вештачка интелигенција, комуникација, човечка животната средина, ептен, интересни теми во психологија. Така да не должам повеќе, одма сакам да ја презентирам Вајдете Вала, таа училишен психолог, лиценциран гешталт терапевт, магистер по психологија по креативност и гешталт терапевт на парови. Вале долгогодишен волонтер, Црвен крст Тичево, дисеминатор и инструктор на ПХВ програмата, мора да кажам и мој личен модел и ментор, да кажам, за моето понатамошно постручување и образование, и има дадено поддршка не само мене, но и на многу млади луѓе кои што доаѓаат од Тичево, кои што учеа во гимназијата, и ни беше како така поддршка во тие години на развој на креативност и на избирање на факултет на се понатаму. Така да за тоа јас сум и лично благодарен. Ала повели продолжите. Фалимдерит Менди, здраво на сите, добро вечер. Фала за добрата најава, која веќе почна од другата недела. Фала Менти за ова што го додаде вечерва. Значи, јас седам тука пред вас како психолог, психотерапевт, но најмногу како волонтер од Црвен крст. Благодарам на можноста. Сакам да споделам дека од кога координаторот наш Александра ја представи оваа идеја, мислам дека сите инструктори со голема желба и љубов изразија спремност да бидат со вас на овој начин, да споделат нешто од тоа што знаат. Така да, иако јас сум 18 години, да кажам, во програмата ПХВ, ова е некако ретка можност да можам ја да зборам со вас, нешто што јас многу сакам, нешто што го работам секој ден, мада сум била со младите на начин на кој Менти кажа, што сум поддржала доста активности, креативни работилници кои биле сите од хуманитарен карактер. Темата за анксиозност самата ја избрав, малку водена и од полето во кое ние се
се наоѓаме малку од тоа што и знаете со кого зборам, знаете дека и младите имаат некои своји предизвици овој период, па и целиот, мислам, овој развоен период нивен кој вклучува, да кажам, анксиозност, а мислам дека и на сите нас ќе ни биде малце од корист да видиме во собствената анксиозност на некој нов, да кажам, невообичаен начин, без да не загрижи многу тоа што е во нас, таа некоја енергија која бара поддршка и бара некоја реализација. Јас се радувам многу што тука е Менти, он пошто ме знае, добро знае дека не сум многу вешта во однос на овие онлайн работилници, така да ја чатот знам да го контролирам, а и ќе ми помогне и Менти све што пишувате вие и јас да дојде и до мене. Океј, дали одиме понатаму? Океј. Следуваат очекувањата. Следуваат очекувањата. Значи, некој кој е веќе тука седми пат поред, како што е Кико, фала што си тука и си дел од овие работилници, значи како и секоја друга работилница и која се одвиваше лајв порано, по ПХВ моделот секогаш ние почнуваме од очекувања. Сега си барам од вас, нели, да видиме со што се дојдени ова работилница, кои се вашите очекувања, ете ја знаевте темата, некако ме знаевте мене, Весна ме представи, ајде да видиме кои се вашите очекувања и знаете дека Мухамед ќе ги запише истите. Океј. Како да се ослободиме од негативна енергија, едната е корисно да ја поминеме времето, да ја победиме анксиозноста, нови знаења гледам, како да се справиме со анксиозноста, подобро справување со анксиозноста. Што е анксиозност? Како да ја барем ублажиме, како да го победиме стравот, симптоми од анксиозност, контрола на емоции. Мислам дека добро следиме Менти, има доста очекувања. Океј. Како да поминеме при анксиозност? Океј, дали успеавме да напишеме? Валя само има и дигната рака. Арбен Балачев. Океј. Дали биполарноста е делот, дали анксиозната е биполарно расстройство? Океј, ја имам нешто спремено да презентирам. Како да помогнеме кога некој близок наш е анксиозен? Анксиозноста и други посериозни проблеми, како добиваме анксиозност? Некој кажали корисно поминато време. Што све предизвикува анксиозност? Океј, Валя, прилично многу очекувања од ова работилница. Добро. Јас моментално очекувам некој да потврди дали ми е камерата пуштена. Да, пуштена е. Да, добро. Ово може да може да генерира анксиозност, многу очекувања има. Да. Може, а многу е битно да се даде тој простор и да се чувствува таа анксиозност и да видиме дека уствари е дел од било кое изложување наше.
Океј, а менти ја ќе пробам да прочитам што имаме напишано. Значи, што е анксиозност, како да ја ублажиме, како да го победиме стравот, како да се ослободиме од негативна енергија, справување со анксиозноста, корисно време и тоа гледам. Добро. Од тоа колку ми е екранот голем во очекувањата, мислам дека ги запишавме сите. Океј, како што кажа Мухамед, високи очекувања, ја ќе се обидам овие очекувања да ме водат, но никако да ме преплават и некако да ме разместат од она што јас имам планирано да презентирам вечерва. Менти дали, значи кога одиме некаде на некое место, вие доаѓате со очекувања, а ние инструкторите имаме наши цели кои сакаме да ги постигнеме и се Мохамед ќе ги каже целите на оваа работилница, ќе ги отвори сега. Само прво да прашам да камерата. Така. Да потврди некој дека да. Океј, фала те на Марија. Добро, фала менти, значи сепак ја бев скромна во моите цели и сакав ова време, овие сат време што сме заедно, јас си поставив за цел заедно со вас да кокреираме поле кои заедно ќе видиме во тоа што е анксиозност, како што и најавив на некој начин, кога кажувам што е анксиозност, ќе се обидам некако да ја демистифицираме истата, да не плаши како што обично не плаши и не загрижува зборот. Како да се справиме со анксиозноста? Значи ќе има еден дел кај што ја ќе зборам како може да се справиме со анксиозноста, како да си помогнеме себе си и убаво поминато време. Мада овие моите цели се некако генерализирани, ја мислам дека горе-доле може да се сместат во овие цели повеќето вашите очекувања, кои уствари одеа во насока да се види што анксиозноста, да се справи и како да уствари да се помогне себе си. Добро, океј, не менуваме слайд, остановиме малце тука. Имаме една вежба. На сите вас кои сте дел од Пехави на дела театар, ви беше кажано дека треба да земете пенкало и лист. Иако јас, мојата креативност некако ја држев под контрола, не сакајќи да воведеме некоја вежба која би отворила процеси кои не би може да ги завршиме тука за ова сат време што имаме заедно, мислам дека би направиле една многу едноставна вежба. Значи, земете си малце време за вас. Се надам дека сите седите на некое удобно место, на некое ваше пријатно место, на некое место кај што се го обезбедиле за вас да ви е добро. Земете малце време, нацртате еден круг, онака, спонтано нацртате еден круг. Кога кажувам спонтано, ова не е некоја задача механичка, него онака се дозволуваме себе си да бидеме во контакт со себе. Нацртаме круг и се обидуваме да се сетиме кои биле нашите најчести емоции, доживувања последните 6 месеци. Имајќи предвид и колективно ни што минуваме, а не мора да значи и лично ни што минуваме, онака само пишувајте кои се тие најчести доживувања, емоции, кои сте ги искусиле, да кажам, овие последниве 6 месеци. Ова вежба е важна. Сите некако да се вклучиме во ова презентација, во овој наш денешно видување заедно и да почнеме од нас, од нашите емоции.
Кога ќе бидете готови, погледнете го полека кругот и видете што е тоа што доминира. Може да е една емоција, едно расположение, доживување. Само видете тоа за вас. Што е тоа што доминира? Бидете малце во контакт со тоа и обидете да се сетите во однос на што тоа сте го доживееле. Онака малце само да останете со тоа чувство. Ако некој од вас сака да сподели што е тоа што доминира, може да напише во чат. Овој не е задолжителен дел. Може да остане во вас. Не ни прави разлика. Битно е освестувањето. Raise hands. Некој веќе споделува со нас дека доминира некој страв. Некој кажува дека доминира љубов, ентузијазма, возбуда. Возбуда, фала за зборот возбуда кој го донесе, кој копнеш, страв, љубопитност, нервоза најмногу, инспирација, среќа, загуштива. Океј. Кико, повели? Страв, што не очекува страв, например, што не очекува ден за ден. Дури трае коронава, не знаеш што ќе не знаеш што те очекува. Океј, фала ти Кико за споделувањето. Михаела? Во мојот круг на емоции, кај мене најмногу преовладуваат стравот и паниката, затоа што сега се наоѓаме во една многу тешка ситуација каде што не знаеме што ќе се случи и на некој начин сме на штрек, што се вели, неизвестно е. Неизвестност, Михаела, да, тоа е тој некој момент, елемент кој го донесе да страх. Фала ти што сподели. Фала што беше храбра тоа да го кажеш пред сите нас. Добро. Несигурност, благодарност и љубов пишала Ивана, љубопитност. Океј, добро. Дали може да продолжиме понатака? Тага, осаменост, нервоза. Ретко бев расположена овие месеци, надеж. Валя, Анастасија и Тина има гренато раце. Добро. Анастасија? Јас некако тој... Јас сакав да споделам нешто дека, например, кај мене, најмногу доминантен е некако стравот од самите емоции. Затоа што мислам дека секогаш бев таков човек кој што гледа да има контрола врз тие емоции и едно со друго да се исправаат и да се впиваат. И затоа, например, многу ми беше тешко да го составам кругот. Океј. Добро, Анастасија, фала што го сподели и мило ми е што си го видела таа тежина, дека не ти е лесно, значи тоа е некоја нова свесност твоја, се надевам. Океј, фала ви многу. Дали уште некој сака да каже, дали може да продолжиме понатака? Мислам дека е во ред да продолжиме. Фала за ова. Значи, кога работиме, психолозите најчесто кога започнуваат некоја работилница, ние сакаме да видиме низ што поминуваат нашите, да кажам, слушатели, клиенти, учесници, да видиме, да го формираме заедно полето. И како што видовме, мада има и надеж и љубов, во чат беше напишано дека доста нервоза, осаменост, страв доминира последниве, да кажам, 6 месеци, кои се, како што кажав, можеби затоа што колективно поминуваме низ некоја травма, а можеби затоа што и ние самите како личности и во периодот во
кој се наоѓаме, имаме некои своји предизвици. Лутина напишала Марина. Благодарам. Алекс, не те слушнав? Чинам дека Тина Крстевска сака да каже нешто и она крена рака. Јас сум инаку. Се осеќав дека битно е да се сподели, бидејќи последниве 3 поточно месеци поминав низ период каде што бев диагностицирана со како да кажам, психичка болест, тикови, кои се појавуваат кога сум баш тој период на анксиозност, страв. Јас го напишав дека коментар страв. Ги. Мислам дека е битно да се сподели, бидејќи првиот пат кога почна на почетокот бев многу дискриминирана од околината, бидејќи не секој во животот ќе помине и ќе запознае некој со тикови. И се осеќав многу несигурна од таа страна. Фала Тина што сподели и се надевам дека оваа работилница ќе биде корисна за тебе, како што е корисна оваа информација која ни сподели на нас, на тој момент на чувствување невклучен, на неприпаѓање во некоја група која понатака ќе биде исто така спомнато. Фала ти, Тина. Добро, јас сакам да продолжиме понатака. Веќе полето го имаме формирано, зборуваме за емоции. Менти може да продолжиш. Но денеска сме тука баш за анксиозноста. Иако како наставник и како некој кој сака многу интерактивна настава, имав пак желба да прашам што е анксиозност, се пак одлучив сама да кажам и да споделам оваа дефиницијата. Значи, што е анксиозност? Од тука почнаме, тие беа прашањата, тоа беше една од првите цели на ова работилница. Кога зборуваме за анксиозност, уствари зборуваме за некој нејасен лебдешки страв, без очигледен надворешен повод. Значи, зборуваме за некој страв кој е нејасен за нас и кој е некако лебди. Значи, не е нешто врзано за нешто конкретно. Например, ако го споредиме со некој страв кој е конкретен, ако нас, например, еве, пошто гледам тука слика на куче, ако нас, например, не напаѓа или гледаме на улица куче и ние се уплашиме и сакаме да бегаме, нели? И ја следиме нашата биологија и бегаме од кучето. Тоа е нешто уствари што е многу конкретно и ние на конкретен начин се обидуваме тоа да го решиме. А кога зборуваме за анксиозност, зборуваме за некој страв кој е во нас, кој генерира страв во континуитет и нас константно ни бега да фатиме од што уствари тоа ни се случува. Официјално да кажам, нема некој надворешен повод. Значи, ние не можеме тоа да кажеме дека тоа е од тоа. Сигурно дека има корени некаде, сигурно дека има причини зашто тоа така, не треба во позадина, но на нас лично тој страв ни останува нејасен и некако виси. Значи, не можеме да го врземе со нешто конкретно. Менти, продолжуваме. Како да ја препознаваме анксиозноста? Анксиозноста ја препознаваме по тоа што е она прекумерна вознемиреност и загриженост за различни нешта. Значи, зборуваме за прекумерна, кога кажуваме прекумерна, се мисли за сите ние за нешто се загрижуваме, антиципираме дека нешто може да не оди на начин на кој ние сакаме или предвидуваме, но овај вид вознемиреност, анксиозноста, значи е некоја прекумерна вознемиреност и загриженост за нешта кои ствари обично не би предизвикувале толкава вознемиреност или толкава загриженост. Значи, овие се три, да кажам, критериуми, три најбитни, да кажам, пошто нели јас ова презентација ја адаптирав малце и за млади, за да можете и да не биде многу стручна, значи ја издвоив кои се тие, да кажам, три најголеми, да кажам, видливи симптоми за да ја препознаеме анксиозноста. Ако грижата се јавува и трае подолго од 6 месеци, значи ако нас ни се случува нешто и сме ние реагирале со некоја анксиозност и тоа во меѓувреме ја санираме, значи ни поминува на начин на кој ние си обезбедуваме да нас не е безбедно, нели, добиваме поддршка, грижа и тоа поминува,
значи не станува збор за синдром, да кажам, на анксиозност, кој ствари ако поминува подолго од 6 месеци, веќе влегува во некоја друга димензија. И загриженоста се доживува како надвор од нашата контрола. Значи станува збор за некој страф, некоја загриженост, која уствари ние веќе не можеме да ја контролираме. Што значи дека полека загриженоста ни ги зафаќа сите наши безбедни места и ние не можеме да се справиме со неа. Океј, Менти, следно. Следен линк, следен слайд. Да го пуштам видео. Уште еднаш, уште нешто, па после видеото. Аха. Океј. Како да ја препознаеме, ова е една слика која така избрав да стои тука, пошто малце визуелно да можеме и да ги меморираме нештата. Луѓето кои патат од генерален анксиозен синдром, уствари што се случува со нив, оние се малце повеќе од обично иритирани, има тешкоти при спиење, нивната концентрација не е добра, да кажам, имат некоја мускулна болки во мускулите, оние се претерано загрижени, имат некоја константна замор и некако не можат и да се одмарат. Значи, по овие симптоми можеме да препознаеме дека станува. И ако све ова трае повеќе од 6 месеци, значи овој синдромот на овај тие се генерални, да кажам, критериуми за анксиозен синдром. Може и следното Менти, па после видеото. Кај возрастните, значи оваа грижа се однесува најчесто, се врзува во завршувањето на работните обврски. Значи оние се загрижени дали ќе успеат да ги завршат работните обврски, се загрижени за сопственото здравје, дали ќе постигнат некоја перформанса, некој учинок кој оние тоа сакат да го постигнат. Се поврзани со нивната финансиска, да кажам, финансиски момент. Додека кај децата грижата е поврзана со своите способности, своите постигнувања на школа, нивната изведба и многу често анксиозноста се последува со синдроми како што се, симптоми како што се потење, диареја и гадење. Овие се најчести теми поврзано со кои луѓето, дали деца, дали возрастни, значи чувствуваат претеран, да кажам, претерано загриженост и страв. Еве се ова ќе биде покажано и на да не биде малце монотонно, може да пуштиме едно видео, јас малце ви ги објасним, да можете пушта видео на англиски и да ги фатите тие моменти кои јас ви ги кажам. Може, Менти? There's no way I'm going to pass this exam. I don't even want to show up. I was so uncomfortable at that party. It was hard for me to breathe and I got all sweaty. I had to leave. I won't go to sleep or leave the house unless I've made sure the stove is off and the doors are locked. Sometimes I do this 3 or 4 times. I have to get to the airport 5 hours early. You just never know what might happen. These are the voices of people who have experienced anxiety. Anxiety is a common reaction to life events, like taking a final exam or speaking in front of a crowd. But when it becomes really uncomfortable and makes day-to-day life hard to live, then it's a problem, or even what we call a disorder. I know. I've lived with anxiety for a long time. My own anxiety feels like it's about everything. I worry about so many things in so many ways, and it impacts my life big time. I stress about things that are about to happen or might happen, and it means I can't really focus on where I am or who I'm with. Sometimes my heart pounds, I speak really fast, and I kind of snap at people. My family gets really frustrated with me. When it's really bad, I have a knot in my stomach all the time. I can even feel depressed, and then I just want to be alone. I feel like if I do something, I'll screw it up or something will go wrong. So a lot of times, I'd just rather avoid it all.
I feel so much better staying home and maybe having a drink. Turns out, anxiety is a very common mental health symptom. It can be the main sign of generalized anxiety disorder, which I have, or social anxiety disorder, which is when people have a fear of being in public or meeting new people. For those of us with social or generalized anxiety disorders, it's really difficult to live the way we want to live. Some people have anxiety about really specific things. They are afraid of heights, snakes, spiders, or something else. These are called phobias, and when people avoid these things, the anxiety mostly stays away. But when people can't avoid their phobias, it is a real problem. Some people experience anxiety and post-traumatic stress disorder, or obsessive compulsive disorder, which can make people really overcome with anxiety. In these conditions, anxiety can be so intense that people are at risk for suicide, and they use alcohol or drugs to cope, and sometimes their lives feel like they come to a halt. I'm one of the lucky ones. My doctor told me how to get the treatment that would help me, and it did. I understand now what my anxiety feels like, when it happens, and what I can do about it. I learned some great coping skills, and even just naming it keeps it in perspective. Sometimes my anxiety can still get pretty big, but it doesn't seem to last quite as long as it used to. My anxiety was treatable. For most people, this is true. You can get your life back to where you want it to be. I know. I've got mine back. Фала, Менти. Кога бараме, уствари, кога почнуваме, кога бараме помош? Значи, ако све ова што беше објаснето во видеото и ако све ова што ги објасних јас досега, значи, веќе се тие симптоми нас не прават нефункционални. Значи, првата гледаме дали сме ние функционални, дали можеме да продолжиме да ги направиме нештата како сме можеле не порано. Дали може да ја доживуваме возбудата како возбуда или таа ни се претвара во анксиозност. Во видеото исто така видовте дека анксиозноста може да биде и дел од други нарушувања. На следен слайд ќе објасниме на кој може да биде. Менти? Значи, анксиозноста може да биде дел, нели, пропратен симптоми на другите нарушувања, на паничниот напад, особено на фобија, социјална анксиозност, обсесивно-компулсивно нарушување, посттрауматско нарушување, анксиозност која е поврзана со здравјето и анксиозност поврзана со теми на сепарација. Јас на следен слайд избрав да останам со паничен напад, пошто анксиозноста најчесто се меша со паничниот напад и најчесто луѓето мислат дека тоа е едно исто. Фобија е претеран страв од нешто конкретно, социјална анксиозност, како што видовте, наш страв кој се појавува кога треба не да се изложиме, да запознаеме нови луѓе, обсесивно-компулсивно нарушување, кога ние не можеме да одолееме на конкретна мисла и на конкретна акција која ја следи таа истата мисла, посттрауматско нарушување, кога на нас после некоја травма ни се случуваат еден вид ред на симптоми, од кои анксиозноста може да биде една од посериозните. Анксиозност поврзано со здравје, кога нашиот немир, загриженост е поврзано со нашето здравје, претераност во однос на тоа колку правиме анализи и контроли, но сепак нас не ни се смирува нашата анксиозност. И анксиозност од сепарација, многу често се појавува анксиозност, поготово кај младиве, кога поминуваат од еден период во другиот, во смисла да кога се случуваат тие моменти на сепарација од дома, од учење, од странство, од некои, да кажам, константни промени кои ни ги нуди животот како такви во какви фази кои ствари и се предвидени низ нашиот раст. На следен слайд само сакав да ги граничам или да ги објаснам малку анксиозноста со паничниот напад, така да ако може Менти следниот слайд да го видиме. Што е различно помеѓу анксиозност и паничен напад? Значи, паничниот напад е страв кој ни се случува нас многу нагло и најчесто човекот тоа го доживува како некој heart attack, како не ми текнува на македонски heart attack, како срцев удар. Благодарам за помошта. Значи, кога станува возможност за паничен напад, тоа е интензивен страв кој ние го доживуваме дека сега во моментот нас нешто ни се случува. Значи, за разлика од анксиозноста која е полека се акумулира стравот и ние пројектираме дека нешто
во иднината, утре, покасно, не знам, после некое време, значи кај анксиозноста ние се плашиме од исходот на некоја наша, да кажам, активност, нешто ние што правиме. Значи, не ни се случува во моментот, значи да ние мислиме дека тука сега нас ни се случува баш тоа од што се плашиме. Паничниот напад е нагло се појавува и он уствари прави тригер на тој наш механизам на fight or flight и ние доживуваме дека нас ни се случува срцев удар. И што е битно за паничниот напад, да кажам дека може да се случи само еднаш, паничен напад и најчесто се случува само еднаш, но останува кај човекот, кај клиентот, да кажам, некој страв дека тоа се повторува. Додека анксиозноста е, како што кажа, предвидуваме лош исход на нешто, често пати е вклучена мускуларна напнатост, значи ево мускулите, за разлика од кај што имаме кај паничниот напад, делот, значи кај што имаме не стегање на срце, контракции и мислиме дека тоа е нешто фатално за нас. И обично анксиозноста се случува постепено, додека паничниот напад се случува многу нагло. На следниот слайд, јас тука, ти може? Јас ја ставив оваа слика тука, не ќе да заборавам, пошто и за мене беше ново за паничниот напад, како да го запамтам и како да ми беше многу сликовито. Негдека на некој место прочитав дека уствари паничен напад, не знам дали некој од вас некогаш се запрашал од кај доаѓа зборот паничен напад, мене ми беше интересно да дознавам, како некој кој сака митологија, тоа уствари е поврзано со Пан, богот на шумата, кој уствари кога се родил не бил убав, бил некако ја уплашил собствената мајка, која уствари побегнала во шумата и го оставил Пан во да кажам, загрижен во тој страв. Значи, за мене беше многу битно да видам тој нагл момент кога она го видела и како уствари избегала од Пан, богот на шумата. И баш оваа слика мислам дека го објаснуваше, барем мене ми имаше смисла. Океј, одиме понатака, ја ќе проверувам како сме со време. Фала менти. Ова беше досега анксиозноста, да кажам, во рамките на тоа што ние го кажуваме нарушување, во рамките на тоа што кажуваме дека е тоа синдром, нели? Одено по тоа што има, нели, мануал за дијагностифицирање на да кажам, на психичките болести, но исто така анксиозноста може да ја сретнеме како црта на личноста. И истата да се мери со различни тестови на личноста. Во тестовот на личноста јас ова го избрав под тестот НеоПR, ја тој тест го знам, го користам со учениците да видам кои се нивните карактеристики развиени. И во тој тест на НеоПR од Коста Мекри, анксиозноста е дефинирана како склонност да се биде загрижен, исплашен и напнат и нервозен. Али ова е како трейт, personality trait, значи како некоја црта на личноста и овие се, да кажам, некои од тврдењата кои ја составуваат, ја сочинуваат скалата при која ние мериме дали некоја личност уствари е анксиозна, али не станува збор за синдром, него онака како карактеристика на личноста, како што имаме, не знам, некој е креативен, некој е отворен кон нови искуства, некој е социјабилен и некој е малку, да кажам, има тенденција да биде анксиозен. Овие се тврдењата, значи ја не сум личност која многу се грижи, нормално како секој тест на личност, вие кажувате колку се од 1 до 5 колку се согласувате со ова, лесно се уплашувам. Видете, овие се некако, да кажам, благ страв, да кажам. Ретко се чувствувам страв или вознемиреност и кажуваме колку се согласуваме со ова. Ретко се плашам за иднината, често се грижам за нештата кои може да тргнат по наопаку. Имам помалку стравови од повеќето луѓе, ова веќе кажува некоја, да кажам, поголема присутност на загриженост, понекогаш ми паѓаат на памет застрашувачки мисли. Али ова станува збор за тест на личност. Кој мислам дека секој од вас може и да го најде на интернет и да го, не знам, да го одговори и да добие некоја вредност како стои со ова црта, колку е развиена кај него. Дали може да продолжиме менти понатака?
Овие работи ги ставив тука, пошто кажав уште пред крај ова презентација, кога ја спремав, имав предвид дека доста млади волонтери од Црвен крст ке не слушат и само сакав да давам важност на овие предизвици кои што може да предизвикуваат анксиозност. Нема да ги објаснам, само ќе ги читам и само сакам на вас да ви давам поддршка дека ако чувствувате некоја анксиозност поврзана со овие теми, дека тоа уствари очекувана и дека кај младите кои се уствари во фаза на формирање на свој идентитет и е очекувано да доживуваат некоја анксиозност поврзано со лошиот успех, нели некоја тема, константна тема на ученици, на млади, на студенти, без разлика дека ние мислиме некој пат дека оние не се грижат доволно за учењето, лошиот успех останува да е главен извор на анксиозност кај младите, несигурност во себе, своите способности, несигурност поврзана со нашиот изглед. Од тука нели во видеото видовте експериментирање со средства кои стварат зависност, за да се смири таа анксиозност која нас ни прави да се чувствуваме нелагодно, страв и нејасноти врзани со нашето сексуално созревање, нашиот идентитет е на стаклени нозе, доста сме сензитивни кога сме млади на мислите на другите. Сме при формирање на систем на вредности, не знаеме со која група, како да се идентификуваме, пробуваме да учиме одговорност и многу е развиена потребата за припаѓање, прифатеност, а не често нас тоа и ни се нуди. Како млади, кажувам, кои нели се во овој период на креирање на идентитет. Одиме понатака, Менти. Сега доаѓаме до овој момент, значи јас тука стојам како психолог и психотерапевт, значи работата со анксиозноста е некоја, да кажам, на некој начин секој деневие во психотерапијата. Клиентите кои барат стручна помош скоро па секогаш се сочуваат со некој вид на анксиозност која може да биде нели од различни нешта поттикната. Што правиме? Значи, кога доаѓа клиент на терапија и он уствари објаснува како све почнал да избега од анксиозноста, пошто ние под автоматизам сакаме да бегаме од нештото. И првото нешто што правиме уствари психотерапија, ние ги учиме нашите клиенти да оние пробуваат да гледат во анксиозноста. Тоа е нештото што се обидов јас да направам на почеток, да видиме во нашите емоции, да не бегаме од нив. Значи, од анксиозноста не бегаме. Некој пат е стварно многу тешко да се остане, самиот психолог проценува кога е безбедно да се остане со анксиозноста, не секогаш е безбедно, но ако не е безбедно се работи во позадина во некои други системи на поддршка. Во психотерапија, во тоа што сум јас психотерапевт, значи во психотерапија, на гешталт терапијата, ние анксиозноста ја гледаме како некоја потреба на личноста која не е поддржана. Значи, наша некоја внатрешна потреба не е поддржана да се реализира и она генерира константен некој страх кој нас не ни е јасен од каде ни доаѓа. Анксиозноста кажува дека нешто за нас е важно и дека нешто заслужува внимание. Значи, да не видам, ако ја не би била анксиозна за нешто, не би знаела колку ми е нешто важно. Анксиозноста е нешто кој ствари ние работиме на тоа, гледаме на тоа и уствари остануваме со тоа. Многу е битно моментот на останување со тоа. Знаете, овој момент не сите клиенти го сакат и она некако е некој, да кажам, вид на разочарување кога они открива дека не се бега од тоа, али разочарувањето е многу битен дел на психотерапија, пошто не треба да разочараме и да останеме во реалноста. Реалноста е доста добра и без очарање. Зашто е анксиозната? Значи, во психотерапија уствари гледаме дека нашите клиенти се анксиозни затоа што немаат поддршка, нешто да постигнат, а и немаат искуство за нешто. А баш заради немање поддршка оние не ни пробале нештото ствари од кои оние бегат. Значи, не бегаме од анксиозноста, остануваме со тоа и анксиозноста е неподдржана потреба наша, некоја потреба да се постигне нешто, да биде нешто, да се каже нешто, да се истакне, да се манифестира, да се изложи и така. Понатака. Може менти следниот слайд. Исто така во психотерапијата, значи ние гледаме анксиозноста како некој механизам кој е поврзан со некоја наша траума.
со траума ние, значи психолозите, а би требало и докторите, мада они не често така го дефинират, значи траума е некоја наша рана. Од грчкиот збор траума е рана. Значи тоа е некое наше место кај што сме ние биле повредени. Фала. Не ми се Океј. Значи траума е место, некоја наша рана, некоја наша повреда, психичка, физичка, било како и да е, али тоа е некое место кај што ние стануваме веќе нефлексибилни. Тоа е нешто кај што ствари ние стануваме ригидни, некое место кај што нас не би сакале да бидеме допрени, не би сакале да збориме за тоа. И тоа е некое место кој ствари интерферира со нашиот раст. Тоа е место кој што ствари не дава нашиот природен раст да оди понатака и да тече. Тоа е доста сензитивно место кој што ние сме го затварале. И тоа прави, тоа место, таа рана прави да ние функционираме преку страв. Тоа прави да сме ние во некој штрек дека нешто лошо ќе ни се случи. Од таа што имаме ние некоја меморија на тоа лошо искуство. Мене ми се допадна тоа кога Габор Мате кажува дека уствари траума не е тоа што се случило, него траума е вашето лично доживување внатре во вас како реакција на тоа што се десило. Кога работиме психотерапија, некој пат нашите клиенти не се ни свесни дека тоа се случило. Ги прашуваме, оние мислат дека траума е само да изгубиш некого, само да се случило, не знам, физичко малтретирање, да се десило, не знам, да имат загубено некој близок, но траума може да биде било што нас не оставил во некое место кај што сме доживувале болка, дали е тоа иселување, дали е тоа разделба, дали е тоа неглектик, занемарење, било каква, да кажам, што сме ние доживеле како некое место кој нас веќе е тоа болно. Значи, анксиозноста уствари се развила од тоа место, прави да таа траума некако се стиши, да таа траума малце да ја дистрактираме. Значи, анксиозноста, ако ја гледаме на овој начин, ја гледаме како механизам за coping, за справување. Значи, ни се десило нешто големо, што нас анксиозноста уствари ни прави distraction да не гледаме во тоа место на таа наша рана. Менти, следното, јас константно притискам на ова. Под вообичајната вознемиреност често пати лежи друго чувство, која ние не сме успееле да ја изразиме, бидејќи нашето окружување не дозволило. Значи, анксиозноста може да биде cover, може да биде маска на друго чувство која лежи под тоа. Например, ако сме биле ние, ако растеме во некој семејство кој е дисфункционално, кај што константно дали се имало, да кажам, насилство, вербално, психичко, било какво, и ние не сме можеле да реагираме, не сме може да направиме нешто за нас или за некој кој нас близок, не сме реагирале. Анксиозноста може да биде и кавер на таа некоја лутина која се случува, која лежи на тоа. И анксиозноста уствари не дозволува да ние дојдеме во контакт со таа лутина, пошто не е безбедно. Не е безбедно да се биде лут пред татко, не е безбедно да се биде лут пред мајка, не е безбедно да се биде лут пред наставник, пред, не знам, некој насилник. Значи, анксиозноста често е само кавер на некој друго многу јако чувство кој ние не сме успеале да го изразиме. Заради тоа што не сме биле силни доволно, немале подршка тоа да се доживее. Многу е битно значи јас така ја спремив ова презентација како терапевт, некој кој гледа во анксиозноста на начин на кој ние гледаме уствари што анксиозноста се обидува да ни каже на нас. Она прикрива, неутрализира нешто, некое друго чувство и уствари не чува додека не се појавува можност, не се појавува шанса, додека не е безбедно доволно да ние кажеме тоа што сакаме и да правиме тоа што сакаме. На некој начин да пробаме да видиме дека уствари анксиозноста работи за нас, не е против нас. Значи, тоа е нешто наше, тоа работиме на терапија, обидуваме да ја видиме што уствари прави таа за нас.
за да дојдеме до ваквите одговори, мада тоа воопшто не е ни лесно, значи ние ги прашуваме нашите клиенти, дали се чувствувавте анксиозни? Што ќе искусевте во овој момент? Што ќе размислувавте? Што ќе чувствувавте друго, за да видиме уствари што она покрива. Менти продолжуваме. Следно. Како работиме, тука ќе застанеме малце, значи како да дојдеме до тоа да видиме дека анксиозна покрива други емоции и да видиме што лежи под анксиозноста, со тоа што кажав, нели, гешталтистички, психотераписки, бараме да клиентот остане со чувството, да проба да се поврзе таа анксиозност. И најчесто користиме вежби за дишење, визуализации, покрети, пишување на тие, најчесто бараме од нив да ги пишуваат мислите кои се застрашувачки, бараме од нив да ги кажат на глас, да видиме дали на вистина се страшни, дали звучат вистините. Знаеш, има многу луѓе кои кажуваат јас не можам, а кога кажат тоа на глас, ствари гледат дека слуша дека уствари тоа не е вистина, или па слуша дека го изговара точно како некој кажал пред нив, како не знам, може родител тоа го кажал за нив, може би некој друг. Значи ние на некој начин работиме на така да некој слој од таа анксиозност да вадиме, да видиме што станува од тоа. Не ќам да ја брзам вежбата, може би темата малце не носи, како што не носи, мада мислам дека убаво не носи, убава енергија ни креира. Сигурно ќе има доста прашање после, али ја во овој момент не сакам, може да се јога, може да се практикува пешачење, значи некој ритам кој што нас ќе ни ја спушти таа лебдечка енергија, да ја доживееме кај што треба да биде и да се поврземе со таа наша потреба. Значи, во анксиозноста лежи потреба која нема поддршка да се реализира. Океј, менти ја тука би сакала да пробаме една од овие вежби. Се надам дека не бев многу досадна. Ајде да пробаме да видиме како тоа изгледа. Знаеш, малце да видиме. Менти може да биде минутка, две, да видиме како ќе ни оди. Кико само микрофонот ќе те замолам. Можете без музика, можете со музика, јас избрав со музика. Ова е некој дишење. Мислам дека е добро. Аламенте. Океј.
Значи ова е некоја вежба, да кажам експеримент, ние ги викаме тие во психотерапија. И како видите како се тоа се отвара и ние бараме од личноста да опише со што стапува во контакт кога така дише, што е тоа што вдишува, што е тоа што издишува. И тоа смирува. Значи да дојдеме до некоја тема која уствари можеби застрашувачка за клиентот. Може менти следниот слайд. Многу е битно, значи еве, се веќе имате наум и како тоа све оди со дишење, со визуализации, бараме нели да ги кажат своите, да ги пишува своите стравови. Многу е битно да обрнеме внимание, значи кои се тие некои лични елементи на анксиозноста, пошто значењето на таа вознемиреност е многу лична. На начин на кој ние уствари ја изразуваме, кои зборови ја користиме додека зборуваме за неа, кои бои користиме додека ако ја цртаме, ако ја опишуваме, значи многу тие се некои клучни, да кажам, врати кај што би можеле ние да влеземе и да видиме што уствари таа анксиозност значи за нас и од што друго уствари не чува и како да се ослободиме од тистата нормално со различни вежби и со освестување. Кога ние освестуваме, уствари која таа потреба која ние не можеме да ја офатиме и уствари видиме што позадина држи, што нас не поддржува да ја реализираме истата. Например, ако некој дише или пишува или игра и кажува како се чувства, како ја опишува, значи анксиоза, ние во тие зборови гледаме кои се тие некои пораки, кои се тие да кажам интернализирани страфови, интројекти, забрани кои личноста ги голтнали, после тие стануваат проблем и стануваат препреки во нашето секојдневно функционирање. И мислам дека последен слайд. Ако не одите на терапија, се уште можете да направите нешто за вас, а тоа е да си простите себе си. Пошто анксиозноста е многу поврзано со нашиот срам, со тоа дека не сме адекватни, дека не сме добри, дека не сме биле добри. Простите себе си. Да поврзам пак со методологијата, анксиозноста била уствари годес, божица на ноќта и blaming, значи ќерка на ноќта и обвинувањето. Така да си простиме себе си и направете нешто погрешно, особено ова, значи да направите ги нештата погрешно. Нема да ги направите добро. Правете погрешно и видите што тоа погрешно има да ви учи, да ви каже. Да си најдеме некоја наша цел, своја цел и многу е битно да си за анксиозност навистина помага да се направи нешто за добробит на другите. Ќе дојдеме до некоја поврзаност наша со другите. И таа ќе помогне да лежи тој страв кој лебди во нас. Еве, како што правите денеска нешто за вас, а исто така тука сте и за сите овие 100 луѓе кои заедно го делиме овој момент. Мислам дека сум на време. И дека анксиозноста ми користеше и не ми штедеше. На терапија остануваме со анксиозноста, единствено она не носи на другата страна, кај што е светло, кај што е добро, кај што е смирено и таму е задоволувањето. Патот е преку анксиозност. Фала. Валя, не знам дали ме слушате. Да. Во чет Анастасија запиша нешто што мислам дека можеби би можела да го прокоментираш. Може. Каквите речи да. Може. Анастасија, како што кажав, значи, тоа е некоја проценка која го прави терапевтот и не одиме ни ова пребрзо и не одиме дека јас тоа сакам. Значи, секоја вежба се прави за бенефит на клиентот. И само ако е увремена, значи, ние полека тоа го пробаме, а не би можела клиентот да застане и да дише. Тоа сигурно може да предизвикува нешто друго. Еве, Анастасија, видите позади мене тука, ако се гледа, ја имам слика со Густав Климт, Кис, и јас сум мисля дека е таа најблага, најубава слика на свет. Се додека не работев со клиент кој бил
сексуално злоставен и некој на некој начин можеби така држел, ние не знаеме што може да предизвика вежбата, но полека ние првин ствараме поле, па после нудиме вежби. Значи, тоа не се прави дека терапевтот тоа сака, него се прави кога за клиентот е тоа добро и корисно. Можеби нема да биде за некој ова корисно и нема да ја пробаме никогаш. Можеби за некој клиент дишењето никогаш нема да успее. Ќе најдеме друг начин, креативна, друг експеримент, али ќе најдеме начин како анксиозноста да дојде до наша свест. Ние овие вежби ќе користиме да ни дојде нештото до нашата свест. А свестноста е healing, свестноста е исцелителна. Фала, Александра, што ме покани да видам на чат. Направија 2 пати вежбата и ефектот ќе биде како што треба. Игор, сакам и јас. Игор, тука е линкот. Може 10 минути. Океј. Продолжуваме со прашања, мислам. Може прашања, ќе се обидам да читам тука на чет. Фала Хамдија, дека била јасна презентацијата. Фала Анастасија што ти даде фидбек. Дали е срам да се оди на терапија? Мислам дека не си во можност да ја поставиш ова прашање. Не знам дали си ја поставила некогаш. Не е срам да се оди на терапија. Ништо не е срам. Едноставно може да биде пити, жалосно да не се оди. Срамот не е некоја емоција која ние ја храниме. Само некако е жалосно да патиме сами кога можеме некој да ни помогне. А што ако имаме нервоза и лутина? Океј, јас сепак мислам дека во анксиозната треба да се види. Нека не траат оние 6 месеци, мислам. Нема потреба да нешто трае 6 месеци. Али мора да видиме која таа потреба, која уствари ние немаме храброст да ја видиме. Помагаме на некој кој има анксиозен напад. Виоса помагаме така што уствари бидеме со нив да оние се смират доволно и да видат за што станува збор. Најдобра да кажам совет што можеме да кажеме да не бега од тоа. Значи не правиме нешта за да бегаме од нештото. Значи нешто што е во нас не може од тоа да бегаме. Значи што е внатре во нас, тоа е нешто наше, се обидува нешто да ни каже. Многу е битно да некого поддржиме да види во тоа. Social anxiety, која всушност па може да биде некој со social anxiety и дека е тоа само врзано со места на изложување, например. Кај што има нови луѓе и дека не значи дека има друг вид на страф и загриженост. Дека е тоа конкретно поврзано со тоа. Прв пат успеав да гледам позитивно на анксиозноста. Позитивно, здраво на анксиозноста. Да гледаме здраво на анксиозноста. Да не отуѓуваме ништо што е наше. Пошто анксиозноста е така е родена. Дека ние сме биле на некој начин од таа траума приморани да избереме да не се избереме себе си, него туѓите потреби. Значи, секој организам, секој дете е роден како еден ентитет, здрав организам кој убаво функционира со свој ритам. И тој перфектен организам треба да живее во имперфектен свет. И ние учиме механизми како уствари да преживуваме. И анксиозната е едниот од нив. Анастасија, ја мислам дека не е свесноста доволна. Значи, она е лечебитна, али не е доволна, пошто имањето свесност нас ни прави да превземеме нешто. Значи, само да се биде свесен не е доволно. Лековито, али не е доволно. Значи, ние треба со таа свесност да продолжиме понатака да правиме нешто што нас ни прави добро.
Да, ја мислам дека анксиозноста е некој пат кој поминуваме низ неа и носи поголем успех. Анксиоза кажува колку ни се нештата важни. И да бидеме малце, не знам, романтични, замислете свет без анксиозност. Што би родил тој свет? Нема литература, нема музика, нема уметност, нема зближување, нема пријателства. Анксиозноста, ако не преплавува, успева нас да не одведе на некое многу човечко место. Се надевам дека бев корисна. Добро, тука завршувам. Ја мислам дека завршуваме така? Извинете што ве прекинувам, искрено сакам да ви кажам, благодарам бидејќи ова искрено многу ми помогна, и многу ми значи. Ова ми е прв час тука како што сум вклучена, но искрено премногу помага. И Фала ти, Тина. Благодарам. Фала за храброста. И мене ме охрабри. Од почеток кога се пријавим. Ајде да видиме очекувањата дали ги исполнивме, како да ја облажиме, мислам дека спомнавме, како да го победиме стравот, симптоми, што е анксиозност, како да се ослободиме од негативна енергија. Ја мислам дека тоа го поминавме. Јас не ги гледам многу целите, да бидам искрена. Дали се овие ситни, дали екранот кај мене е мал. И многу е битно да признавам дека не ги гледам. Да ја победиме анксиозноста, да прифатиме, да ја признаеме. Многу е битно да ја признаеме. Дали биполарно расстройство, некој праша на почеток, често пати анксиозноста оди, мислам, заедно со депресија. Океј, справување на нови знаења, мислам дека имаме нови знаења. Ако имаме проблем при сепарација, значи некоја нова анксиозност ни се појавува, да одиме од тука. Мислам дека вашите очекувања горе-доле се да го победиме стравот. Се надевам дека ќе почнеме да го победиме стравот. Моите цели, прашања, моите цели нели беа да се запознаеме со анксиозност, да видиме како да се справиме и да имаме убаво поминување на време. Мислам дека тоа јас со ваша помош и со ваши прашања ги постигнав тие цели кои ги имав предвидено. Дали сме на крај, дали треба... Океј, и последно, да ви кажам, значи и мене ова, ја мислам дека презентацијата ја спремав пред некој ден, фала на Александра што беше стрикна до кога да биде готова, иначе јас знам да оставам до последен момент, и јас оствари мислам дека толку бев себична последните денови само на мојата презентација мислев, и да после гледам дека после мене оствари доаѓа Вјоса. Сега, Веста така ме представи минатиот пат, што ја нема ни да се обидам тоа да го постигнам, само сакам да кажам дека ние сме поред Весна, Вјоса, Вала, Валентина и ние го видовме овој период на В луѓе. Али ова Вјоса не е само В, ова е река Вјоса. Ова е дипломиран комуниколог, волонтер од Црвен крст и нејзината тема е за дигитална комуникација и комуникација во социјалните мрежи. Едно нешто ја карактеризира Вјоса. Што и да каже Вјоса, го кажува на најубавиот начин што може да се каже. Течно, убаво, без препреки. Ја ќе бидам тука да ја слушам, се надевам ќе бидете и сите вие тука. Ќе бидеме. Кико Креварака? Да, сакам први да ти се заблагодарам за денешното предавање. Фали Мендери Шум. Фали Мендери ти. Да, сакам да се надоврзам до твоето представување на Вјоца. Ја знам Вјоца и од Црвен крст.
ми беше колешка и на факултет, значи не знам како да ја објаснам. Значи немам зборови како да се објасни за Виолца. Фала ти, Кико. Јас уште нешто ќе додавам, само ќе кажам дека Виолса, штафетата е кај тебе, на тебе е ред, уживај го целиот пат. Од овој четврток до другиот четврток, дури ја предаваш на другите. Океј, фала ви многу. Јас уживав. Се надевам и беше корисно за сите. Така е.